Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК, заедно со продукција 10, јас сум Мишко Иванов. Во ова издание ќе говориме секако за бизнисот, за економијата, која што, особено кога е во прашање на светска економија, секојдневно се случуваат работи, особено по доаѓањето на Доналд Трамп и по изборите во Германија, секојдневно гледаме разноразни турбуленции кога се во прашање, сакате светската, сакате европските берзи. Ќе разговараме со човек кој што е професор доктор, кој што е дел од Советот на Народната банка, човек кој што на индиректен начин имал комуникација со би требало новиот германски канцелар Мерц. Преди официјално да најавам кој е наш гостин, поздрав до нашите пријатели од Форманова, со кои се дружиме постојано. Тие се секогаш блиску до вашиот дом, посетете го нивниот вебсайт formanova.com.mk. Таму ги имате сите оние акции, сите оние попусти, или ако сакате нивниот салон во комплексот Годел овде во Скопје, но имаат своји салони, продажни салони и во Штип, Куманово и во Прилеп. Поздрав и до нашите пријатели од Охрид, Трент Ангел, Хом центар, најголемиот Хом центар кој што го имаат во Охрид и плюс уште 3 продавници, а исто така голем Хом центар и овде во центарот на Скопје и уште неколку продавници во Скопје. Во Бизнис муабети на Фактор МК во оваа епизода наш гостин, како што реков, професор доктор Синиша Наумовски, како да кажам, Хајделберг или Хајделберг факултет во Скопје. Тоа е економија? Да, економија и IT, особено осврт имаме кон осигурување, банкарство, контролинг, финанси. За да ви го бизнес. запазам кодексот, член на Советот на Народната банка, бидејќи нели таму има разноразни процедури, сепак вие сте професор кој што има искуство кога е во прашање Германија. Која е комуникацијата со Мерц пред да влеземе? Оваму велите имав индиректен контакт со Мерц, јас сега гледам што збори човекот. Да. Тоа е интересно прашање. Хајделберг како групација е основан во 2017 година, во октомври во Скопје, од две големи германски компании во образование. Едната компанија или најголемиот шејхолдер е Форум институтот Хајделберг. Тоа е компанија која е основана во 70-тите години со доминантен собственик професорот Урлик Цајтал. Другата компанија Малцински од Франкфурт. И тоа е почетокот на Хајделберг како едно образовно тело, институт во 17-та и со сите на крај патишествија и искушенија еве до ден денес. Економски институт, така? Економски институт за во моментот додека го чекавме практично делот да се формализираме, работевме семинари, конференции. Во Македонија како функционира сега како висока економска сега функционира како приватна високообразовна установа, како факултет, како висока школа за креирање на нови дипломци. Стрикно економија, така? Економија и IT од двете области. Тие идат заедно, да. Тоа е Доналд Трамп и Маск. Така. Доналд Трамп и Маск. Интересна е мојата конекција со Германија. Таму одам во 2015 прв пат. Јас работев за една, или идејата беше еден од иницијаторите во тоа време 2013-2014 како директор или како раководител на една академија за банкарство АБИТ, која што и ден денес обстојува и имаше за цел уште во тоа време да креира некако нови профили, нови обуки, сертификации, како што тоа секаде во Европа е. Кај нас во тоа време немаше критична група на едукатори и иницијатори, тоа тешко, мака малку посуетно лоби да го координира и некако, еве јас тогаш имав некои 27-8 години и викам ајде ќе пробаме со 2-3 банки, па на крај влегоа сите банки и од АБИТ направивме на еден начин како фондација многу престижна и респектабилна академија, тренинг центар неформален. Тоа е асоциација на банкарски. После од тоа произлезе и асоциацијата како иницијатива. Од тие и денес веќе си имаат они своји асоциации и така натаму, веќе немаме никаква конекција во тој дел. Асоциацијата си ги координира регулативите, ние си остануваме на она едукативно ниво да тренираме идни млади банкари. Сега да дојам до германците па до Мерц. Ако имаме време, ако ми дозволите. Имаме секако. Бидејќи неформално ќе се имаме време. Во тоа време се сеќавам тогашниот гувернер Богов ја поддржуваше иницијативата, тогашниот председател на Сдружение на банкари, ќе го споменаме, исклучително мотиватор беше во тоа време, сега е пензиониран Јанчевски, од една од поголемите банки. И некако тргна работава. Арсовски, така? Од НЛБ. Арсовски беше и сега да не ги именувам, кои сме и некои семени пријатели.
во тоа калење мое со банкариве, јас како оперативец бев така наречен one man show, така ме вика. И човек кој спремаше семинари, обуки, PR, кампањи, трчавме по Брисел, по тие асоциации, бидејќи за да направите тело за неформална едукација во банкарство, ви треба практично и да имате некој кој ќе ве признае во Брисел. Таму одевме, викавме, ќе направиме ова, ќе направиме. Како имавме среќа да сме врзани со Хрватскава асоциација на банкари, интересно Косовскава асоциација беше член пред нас и некако ни дадоа поддршка и пољаците во тоа време. И ја основавме таа приказни, кога тргна работава, он добива некоја символична чланарина, ја надминавме таа чланарина 10-кратно со сами независни приходи и мојата цел, или еве, денес на младиве тоа често што им говорам, сонот кој ја го сонував беше како да направиме една престижна образовна институција, дуална, што ќе биде од финансисти за финансисти или од банкари за банкари. И некако не доаѓаше до поддршка, останував секогаш сам. Кога гледам дека не можеме да успееме, преку тие асоциации, викам, ајде ќе лобираме кај престижниве членки во Бриселскава асоциација да видиме што можеме да донесеме како странски бренд. И така некако доаѓам до Германија, одам во Германија 15-та, правам некои релации и на една спонтана средба го запознавам сегашниот мој председател и најголем шејхолдер, професор Улрих Зајтел, кој е 12 на години член во ЦДУ и кој потекнува од фамилија која го има основано демохристијанското движење или партијата, како ние милуваме да кажеме, партијата на Меркел, позната во тој период, бидејќи највеќе владееше во тој мандат и за нас беше корисна. Кога тргна работа, они се одлучија да инвестираат и на еден начин тие средби, тоа приближување со германската аристократија, би рекол, требаше некој да ја одработи овде теренски работава, за да можеме да го поставиме тој бренд. И некако тогаш почнаа тие комуникации и поддршка од страна на Зајтел за близината до ЦДУ. Па можам да ви кажам од 17-та некаде до денес, 20 средби годишно сум имал во Хајделберг, како град, и во Франкфурт. И од тогаш сум упознал многу членови на Бундестаг, пратеници, се сеќавам Карл Ламарс гостуваше неколку пати во Скопје, тоа е професор, доктор, исто од универзитетот во Хајделберг, кој практично има неколку мандати член во Бундестаг и председател на пратеничката група на ЦДУ. Тоа се пријателите на Зајтел. Во една прилика отвори Зајтел дискусијата, често и гостувал тој во национални медиуми и чина ми кај вас во телевизиите, дека неговиот пријател Фридрих Мерц е тој кој што ќе ја наследи канцеларката, бидејќи таму сега слушаме од медиуми, има различни струи. Значи има две струи во ЦДУ. Едната струја е на Меркел, која е некако поисточно ориентирана, во источна Германија е потеклото, и другава струја на Фридрих Мерц, која е некако поблиска до западна Германија. Практично и самиот иден канцелар сега е политичар кој потекнува од Западна Вестфалија. Тоа е блиску до границата со Холандија, или би рекол ултразападна Германија. Неговата кариера се одвиваше, каде е конекцијата со нашиот председател? И двајцата се правници, и двајцата се професори по право. И често одржуваат состаноци и верувате ми, често и кога беше Фридрих Мерц во опозиција, на сите доаѓања и гостувања и со претходниве влади, особено и со новата влада, која имавме средба некаде лани во јули месец, пред да станат мандатари, 3-4 сати, со тогашните председатели на комисии за образование и финанси, денешни министри. Секогаш председател Зајтел ја пренесуваше таа порака од Фридрих Мерц дека ја поддржува Македонија и дека силно застанува за нашиот европски пат. Практично тоа беше мојот контакт или моите контакти со таа германска аристократија. За жал, не успеавме да испорачаме можеби многу пократки и поефикасни резултати овде заради тој цел систем, бирократски систем и тие процеси кои мораше да ги поминуваме, и би рекол можеби овие воспоставени образовни установи кои не сакаат да се променуваме. И ние некако сме научени да живееме во овој поставен систем и тоа ни годи, кога ќе има нешто ново, викаме дај да го стопираме, да му налепиме етикети и што не, мишко испоминавме овие, можам да речам, 10 години борба, но секогаш треба да останете во духот позитивен. Оваа држава има интересна филозофија, ако можам така да ја наречам. Ако успеете овде да го зачувате духот и еланот на надеж во себе, мислам дека ќе успеете да обстоите. А сега вака, да го поедноставам. Еве некако така да го поедноставам муабетот. Вашиот газда добро е
практично колега и пријател со многу на членови на идниот канцелар, Мерц Да. и со многу членови од и се во континуирани ЦДУ, контакти. кои што се Така е, во делот така е. Неговиот татко, значи таткото на Мгм. мојот газда, ако може мај понародно, и најголем шејхолдер професорот Цајтел е бил министер и многу пати член во парламентот во Сојузна република Германија, кој е сега нормално Со почина. Мерц сте имале Само контакт куртуазна се. средба во Мгм. неколку хотелски или конференциски сали, чисто ова е момчето кој го тера Хајделберг, а од другата страна Мерц бил тој кој што еве чест ми е Аха. да се поздрав. Во моментите кога Мерц беше веројатно вие сте единствениот кој што имал па и каква таква комуникација на некој па начин со да не бидам ајде, Сега, нескромно е, ама не сте да. не сте од тие како беше на времето си намигнавме, во Не, секој не, случај не, сте не, имали не, не. индиректна Не, не. комуникација. Исто како што своевремено велја за Гордон Ѓоргиев дека заедно на Сорбона се фатиле во еден момент со Макрон. Мојата комуникација Значи- и со Аха. преседателот на ЦДУ пратеничката група кој сега е во пензија, може да го проверите тоа, професорот Карл Ламарс, е на пријателска база. Значи Карл Ламарс е професор, пријател со Урлик Зајтел и заедно делат иста зграда, објект во Хајделберг. Тоа значи Нововски професор, јас се можам да ви искористам вас прво да стигнам до вашиот газда, па потоа да стигнеме до Мерц. Еве, За да, еве нека биде Бидејќи- ова предизвик. Јас во наредната средба која ќе биде би сакал, еве нека биде и гостин во овој подкаст ако секако има време. Професорот Зајтел доаѓа често во Македонија. Ето ако сака ќе да отидеме и ние во Хајделберг, не е Може- проблем, можеме можеме и- и да можеме направиме и- и можеме и да. една таква посета. Затоа што Мерц, сега веќе ние учиме во Македонија, луѓето, особено на интелектуалната класа, ако можем така да кажем, тие знаат за Мерц во смисла на тоа што тоа беше оној судир помеѓу Ангела Меркел Така. и Мерц. Така. Тогаш Меркел стана прва дама, стана канцеларка, но Мерц се тргна Се настрана, повлече. се повлече И се врати на професија. Се врати на професијата, некои ќе кажат отиде да си направи пари и ете го, но не и се. Нормално сега од нешто мора и да се работи, но Има ете го добро Мерц, CV, има добро Мерц CV. се враќа на Така. голема врата Така. во многу тешки времиња, во избори во Германија каде што крајната десница, да не кажем она нацистичкиот дел, практично зема голем замав. И на онаа дебата после избори кога крајната десница му вели вие подаваме нашата рака, Мерц вели воопшто не ја ни подавете вашата рака, со вас не правиме коалиција никако, затоа што тој е тој нацистички дел. И сега јас правам споредба со оно што вие го споменавте. Ако Меркел е она источна Германија, Така е. Мерц е западна Германија. Така. Предпоставам нема да има нов Берлински зид како што тргнало како што тргнале времињата. Тоа е бидејќи- невозможно и мислам дека еве, за Мерц сум пишувал чисто неколку пати често и во Фактор, уште Аха. кога Мерц беше непозната личност Да. за нас. Има сведоци со Фактор, чинам дека пишувам некои 4-5 години, сега за жал немам Да, време. колумни. И во тие колумни секогаш го спомнував кога имав овде тешки искушенија со Хајделберг, викам еве да знаете кого блокирате. Значи кој стои зад Синиша. Да, Синиша е едно момче со потекло од Западна Македонија, татко ми ги чевчене, мајка ми охријанка и секогаш знаете во Скопје кога се борите, ајде бе се од кај ти се знаеш со овие, нели мора да се Добро, од некоја елита. еве време сега ќе ви Тоа се е, да. додворуваат Не, сега. сакам, не мора, не, поентата ми е друго. Кога секогаш викаме е многу темно, само тогаш може Аха. да ги видите звездите, има една метафора. Значи, И тогаш Берлин- сум го спомнал. Сега ќе се вратам на темава. Нели полабаво збориме. Ајде да се вратиме сега кога веќе Фридрих Мерц доаѓа на една позиција кога победува завчера неделата со некој проектиран раст, околу 30% беше проектот дека ќе усвои Мерц, некаде 28,5 тука освојува, но со социјалдемократите имаат многу добра и комотна влада можност да направат. Е сега, што е многу битно. Мерц влегува во едно време каде што АФД или таа нацистичка растечка партија, ако можам така да ја наречам, Па така е ултра нарекуваат сите. десна, така, е во огромна експанзија. Значи, растот на пратениците е можеби за двојно или тројно од кога партијата е формирана пред неколку години, 4-5 години чина. На првите избори 21 освоија 12% или 10, или мислам дека околу 10, сега веќе се над 20. Да, расте бројката. Многу Генерално Германија и Франција Сега на таа вие, крајна десница. каде го оправдувам или каде ја гледам надежта и за Европа, највеќе мене ми ги интересот и лично, а и на еден начин и како македонски жител на Македонија. Па, на крајот од денот извините професори на Македонија, затоа Така е. што на нас Германија не е Така е. прва земја Така е, ќе каде што поговориме и за излезуваме. бројките после.
Ја гледам шансата во тие неделни избори, тој крик кај мене на надеж, бидејќи Мерц во неговите изјави веднаш после изборите дава многу поинаков тек, а и во самата кампања поинаков тек на германската држава од после неговото позиционирање како канцелар. Што вели Мерц? Ние мора да не гаиме илузии дека Трамп говори дека Трамп сериозно има стратегија да Америка ја затвори во еден период на каде што глобализмот веќе ќе излезе од мода и ќе се ориентира кон самата држава. Значи не можеме ние како Европа да бидеме така релаксирани и да бидеме потпрени на тој така наречен дежурен полицаец. Америка ќе ја финансира здравствената организација, ќе ја финансира некоја фондација за одредени реформи во неограничени милиарди евра и најважно ќе ја финансира и огромна сума кон заедницата воена НАТО. За тука што вика Мерц? Мора Европа да има ново и цврсто лидерство. Мора Европа да има своја војска и Европа да има своја стратегија и цел. И тоа се сериозни пораки дека ваквата Европа која малку, ако можам така да ја наречаме подзаспана, ќе мора да се ориентира и самата на себе и таа. Значи, кон некако враќање на оние граници и размисли дали може Европа да биде во зајакната структура како што тоа се Соединетите американски држави. Значи таму имате држави, 50 на држави плюс две тие како ги интегрираат во американските држави, но имате еден председател, една влада. Некако Европа е преоптеретена со бирократија и со преголем број на различни мислења во структурите. А ако ме прашате мене, Мерц со пољациве и со францускиве власти, веќе ја враќа и размислата, ајде видиме сега и со британциве што правиме. Да не треба вратиме играта и Британија да дојде повторно во нашава заедница. Затоа што Британија и се спротистави на веќе на Трамп. Така е. Во тој дел јас мислам дека Мерц прво треба да се договори со социјалдемократ СПД. И мислам дека лесно ќе се договори, СПД е оној дел кој изгоре во тие кризни периоди. И не е спорно, и не е прв пат затоа што и Ангела Меркел беше со, ако се добро се сеќавам, Штајнмајер беше од СДП кој што правеше. Каде ќе биде Мишко, каде ќе биде главната улога на Мерц и на таа сила на демохристијаниве на ЦДУ, кој е голем патриот за македонското прашање. Мислам, извинете, голем поддржувач за македонската кауза, јас често викам по контравирзно. Па добро, тоа и Ангела Меркел после ќе го позбориме и тоа. Да. Мислам дека брзо ќе треба да ги превземе оние пиар елементи или главни постулати на таа АФД, а тоа е границите стабилни, емигрантите да се води сметка и на крајот на криштото Германија повторно силна. Сега ќе го користиме од Трамп. Да. И тоа ќе бидат првите реформи или клучни, циклични промени од таа некоја либерална социјалдемократска германска филозофија на последниве 4 години кон една сериозна демохристијанска конзервативна опција. Значи Мерц мора да го земе местото на експанзијата на АФД и тоа ќе го направи. Само тука ја гледам шансата. Едно јасно, Олаф Шолц не се снајде како што треба. Точно. По заменувањето на Меркел некако Германија клапна. Точно. Тука беше и оној обид Макрон да ја преземе улогата на лидер во Европа. Неуспешен. Неуспешен секако. Дали Мерц е човекот кој што ќе биде, кој што тој сигурно не цели на тоа, меѓутоа со сите оние негови настапи веќе се наметнува како главен чинител или главен играч на европската политика. Јас сакам да верувам тоа во е тоа. Германија, тоа е машина. Германија не може да биде слаба. Значи, ние имавме некои дебати, сценарија, после ќе ги поговориме некои точки. Не може Германија да биде да напушти индустриализацијата. Германија е силна земја. Да, таа поминува низ турбулентен период, но тоа се должи на таа неолиберална филозофија. Таа филозофија не е модерна повеќе. Демократите во Америка ги изгубија изборите затоа што продаваа повеќе приказни од реални ситуации на самите американци. Безбедни градови. Правата на тие, правата на овие. Ние или граѓаниве после ковидов бараат реални ситуации. Бараат можеби и цврсти лидери. После секоја криза вообичаено е да десниве партии добиваат поголема експанзија. Па така и кај нас. Така и во многу голем број на земји. Добро, и очекувам во дека такви ситуации крајната десница затоа зема толку голем замав. Тоа е ризикот. И затоа викам, и вербата моја, еве ако сакате на моите професори, партнери, сопственици на еден начин,
во нивните дискусии, јас стравот го забележував, само што се вратив и од Германија пред избори. Нивниот страв беше огромен, веруете ми, и колеги од Франкфурт, и колеги од Хајделберг, и многу стопанственици од можноста да таа ултрадесна партија АФД има опција да формира влада, бидејќи не знаевме што ќе се случи. Но згора на сето тоа, ако направите анализа со влегувањето на Елон Маск во изборната кампања, АФД ги изгуби 2-3%. Некако неговото влегување ги мобилизираше германциве. И тоа сериозно ги мобилизираше германциве и оние германски гласачи. Сега Мерц ја има и најтешката улога, но ја има и најголемата шанса и надеж за Европа. Малку свртување кон себе, значи Германија мора да се сврти кон себе. Вие ако одите во Германија, еве да го земам Франкфурт, во некои квартови се чувствувате како да не сте во Германија. Значи таму има се само германци нема. Тоа сакав да кажам. Тоа се сериозни прашања кои во германската и еснав политика и обичниот граѓанин се отвараат како важни теми. Тоа сакав и да го кажам, бидејќи и нашинци кои што живеат таму велат дека Германија не е тоа Така е. што беше. Така е. Во смисла на тоа, оние бегалски рути кои што беа од војните, вие во Германија ќе ги видите веќе во гета, кои што прават и сериозни проблеми. Предпоставам мислете на тоа, ќе видите се, само германци не. Ангела Меркел беше таа на некој начин кој што дозволи пристап на тие бегалци. Едно од важните прашања е на ова лоша состојба на Германија, можеби непресметливоста во отпочнување на едно воено жариште, сега ајде да кажеме некако и за Меркел друга позитивна карактеристика, иако имаат различни сваќања, не сум баш убеден кога правеле проценки учеството во украинскава војна, дали беше добро или на крај Германија највеќе цената секако после самата Украина за жал, која што изгуби скоро 1 милион луѓе, од прилика сега не сум точно информиран, и не знам колку милиони луѓе кои се надвор, губењето беше поразот на Германија во економските показатели. Германската економија ја изгуби таа луксузна позиција на ефтин газ. Газот сега е 4 пати поскап. Тоа веројатно затоа што Ангела Меркел гаеше добри односи со Путин, иако тогаш не беше ескалирано и немаше војна. Јас вака би рекол, Ангела Меркел гаеше односи со оној кој може да ја помогне економијата. Па добро, не плаќаат толкова цена на газот во време на Меркел. И Европа имаше бенефити од тоа. Да бидеме реални и објективни, еве после 3 години после војново жариште. Значи некои работи мора да ги гледаме такви какви што се растеретени од емотивно говорење и од друга страна растеретени од некакви плашила дека не знам тоа земале гасот од истокот од русите и тоа го јакнело Путин. Русија секогаш имала цврсти лидери режимски. Кажете ми во минатото кога имала лидери кои не биле цврсти како Путин. Видите, може би се разликувале во нијанси и така ќе остане. Добро, видите, не може вие да извинете да ја демократизирате Русија. Да невозможно. Руските политичари биле секогаш цврсти и тие методологии на овој се лизна од прозорот и го снема или му се слоши. Тоа е политиката на Русија. И тоа е окей. Но во однос на Европската унија не можете да кажете дека Германија сгрешила затоа што ја финансирала економијата со огромни разлики по цената на енергенсот кој е 4 или 5 пати помало од сега. Тоа е број 1. И број 2, не може да кажете дека времето е дојдено на тој неолиберален концепт и таа зелена економија и партијата која веќе ја нема од листата, таа либералната партија не постои во Германија повеќе. Значи не е ниту во 4 праг и таа зелена партија која долу веќе многу ниско. На тоа преку ноќ да се вие трансферирате од една традиционална индустрија во зелена економија. Значи не користам нуклеарни централи, користам сега зелени ветерни. Тоа не можете да го направите преку ноќ. Тоа исто така е едно од нема германската аристократија тоа нема јавно да ви го каже. Но со мене разговараме во ноќи на овие теми. Многу сме разговарале сати, неформално. Кога одам и формално и останатиот ден или денови го користам и на разговори со нив. Тоа е еден горшив проблем кај што германциве сега ќе мора да се изборат. Тоа што го прави Трамп, враќање кон индустријата, враќање кон фабриките и така. Тоа е друга тема. Но поентата Германија не може да биде слаба. Германија нема да биде слаба, но Германија има еден жежок костен, ако можам така да кажам, еден момент кој што треба да направи стратегија каде ќе оди. Ако одите вие со Кина, бидејќи во овој момент
Германската економија некаде расте со 0,2%. Тоа е очајно лошо. Па тие беа во рецесија до скоро. Значи, скоро е рецесија. Во овој момент, индустријското производство е минус 3,2. Затоа што имате високи трошоци за енергијата, тоа што го зборев до сега. И што е најклучно, германските автомобили ги купува 30% кинеската економија и тие паѓаат на 22-20. Значи, веќе кинезите не сум баш сигурен како ќе се постават во целата геостратешка политика кон извозот на Германија. Добро, Се вие како нов имаше- канцелар имате избор. Но имаше обид Да бидеме Кина блиски го... со германциве. Добро. Извинете, да бидеме блиски со американциве. Значи да го бидејќи Фридрих Мерц има и друга страна на неговото CV, е прилично близок и прави кариера во една од најмоćните фондови, BlackRock, знаете. Сте имале подкасти или Тоа е една- америчка, така? Америчка со не знам колку трилиони капитал, најголемиот инвестициски фонд во светот. Тоа е А, нивниот. со Трамп или не е со Трамп? Не, мислам дека не е. Сега е многу битно. Не знам, сега не можам тоа да. Ајде ќе го поразговараме, ќе отвориме. Но меѓу Тоа е другото, огромен инвестициски Да. фонд кој сите имаат Аха. интерес во него. ова е апропо Мерц. Но Но се работи за човек кој е исклучително близок на американците. Апсолутно. Зборувам за Фридрих Мерц и кој сега во ова исклучително време дури и самиот на една изјава имаше јавно обраќање, никогаш вели не мислев дека ова јавно ќе го кажам. Европа да прави своја одбранбена стратегија без нашиот традиционален партнер. Ова го кажа Мерц. како го толкувате тогаш кога велите дали Германија што ќе реши се дали ќе оди со кинезите? И ти има веќе Кина има понуда за Volkswagen. Да, Сега тоа ќе значи ние ќе имаме претумбување во светски тоа рамки. се работи кои на вистина се тешки да ги предвидиме. Еве, како и да кажеме на овој подкаст, ние ќе дадеме можеби наше мислење. Еве, јас од контактите што ги имам, далеку пред изборите во Германија, но некаде од почнување на мандатот на Доналд Трамп, моиве собственици се во Индија. Еве, тоа говори дека владата на Баден-Вритенберг, тоа е држава каде што Хајделберг е формиран и користиме логоа и символи од таму, е втора држава по економски раст и моќ после Западна Вестфалија. И Баварија, тука се тие три. А ако премиерот на Западна Вестфалија, извинете, на Баден-Вритенберг, со моиве професори се веќе во Индија, тоа говори нешто. Што? Вообичаено германската предприемачка стопанска фела оди прво на некој, и тоа прилично долго беа во Индија, беа ако не се лажам, околу 3 недели. Значи прво се испитува терен и предприемачи прават подлога за нешто кое што ќе дојде да биде пиар и подпишување на некаков си агримент или договор. Тоа мене ми кажува дека често Зајтел бил и во Израел пред да започне конфликтот со Газа, многу пати, и често били во Кина. И во Јапонија, која Јапонија е традиционален партнер на Германија. Традиционален. Во однос на нивната култура, филозофија, дисциплина. Од ова, ако можеме ајде да шпекулираме, нели, на подкастов, јас мислам дека Германија и самата Европа ќе биде во... Ајде вака, ако Америка продолжи со политиката на високи тарифи, и да каже, еве тарифи за Европа, и ако Америка продолжи со координирањето со Русија, блиски односи само за Кина и Русија да не бидат едно, туку да ја растури таа дружба, тогаш Европа никој не може да ја спречи да размислува и на другава страна. Бидејќи и Европа ќе има потреба да има одобар извоз. Економската војна е кој ќе има работници кои што ќе создадат GDP преку извоз. Македонија која крепи? 2,7 милиарди евра извоз од 7 кон Сојузна република Германија. Тој ја крепи економијата овде. Е сега тоа ќе го збориме после. Ба зашто велат ако се Мислам после ќе го збориме како Ќе го посебна тема. зборуваме да зашто велат ако се разболе германската ако како беше на она ако кивне германската економија Ние, да. ќе се разболе Ние македонска. Фридрих Мерц ќе го направи прво Фридрих Мерц е надежта на сите. вака. Европејци зборам. Да ве во контекст на ова. Еве Добро. вие веста Ајде. кој што се менува од време на време. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека одлучил да воведе царини од 25% за увозот од Европската унија, пишува Financial Times. Тој остро го критикуваше блокот, велејќи дека Европската унија е формирана за да ги измами САД. Донесовме одлука и наскоро ќе објавиме. Ќе биде 25%. Европската унија е создадена за да ги измами САД, тоа е нејзина главна цел и морам да признам дека тие беа многу успешни во тоа. Добро. Јас го пратам. Царините ќе бидат Ќе зборуваме и за 25% Трамп. општо земено и ќе бидат на автомобили и сите други производи. Добро.
Го често коментирам и Трамп и неговата така наречена или неговиот така наречен мастер план, ќе го збориме еве во посебна точка ако дозволите Добро. на подкастов. Може. Еве и него. Она што Трамп го изјавува во неговите канали на комуникација е едно, и тоа е многу не е наивен предприемач и неговата цел е добро обмислена, со јасна стратегија. Кога разговарате со колективитетот, напаѓате, за да ги донесете на маса еден по еден да се договорите. Така некако го разбирам се во и така ќе биде. Сега, ако навистина ова се реализира и се аплицира, тогаш европскиве лидери ќе мора да најдат и своја нова стратегија. Таа нова стратегија ќе биде на еден начин размислување како до зголемување на извозот и кон источните земји. Например, Тоа не што значи ќе престанеме да зимаме течен газ од Америка? Не верувам, но Јас лупам сега, Да, се карикирам. да. Што би било контрамерка на ова? Најважното од се во ова од оваа канонада на информации на дневно ниво од сите страни е да почекаме да видиме како украинската војна ќе заврши и кога. Тоа е најважното прашање сега. Втората тема која што ќе се отвори ќе биде репозиционирање на Европската унија односот со Америка. Јас не сакам да верувам, еве уште еднаш ќе го кажам јавно, дека може да дојде до сериозни нарушени односи помеѓу Европската унија и Соединетите американски држави. Не сакам да верувам. Па вие се сеќавате како беше тоа со Трамп и со Меркел Но во првиот мандат на да, но сепак Германија беше лидер и Германија ги застапуваше своите интереси, американските интереси исто така беа во функција на Германија. Без разлика на тој елемент на затегнатост, можеби во однос на кој е главен. Можеби важноста на американскиот претседател е да се покаже кој е, да се наметне кој е главен и кој може да направи сериозно влијание во светската глобална политика. Што е Трамп толку бесен на Европа? На кој е бесен толку? Мислам дека повеќе се причините, еве според мене, според она ја што го читам и пратам, бидејќи често бев и во Америка, а и често бев и во Германија во овој период. Ево, бев само што се враќам од Америка еден месец, периодот на јануари, и после тоа во една недела во Германија. Еве сега ќе имам И како е може да направи? Како Може. е во Америка? Трамп, Мене некој ми вели, ако- еве во Сан Франциско вика не го сака Трамп. ако јас сум американски жител, еве како Синиша, би бил поддржувач на Трамповите политики. И ќе гласам за него. Сега, ова ви звучи малку чудно. Зошто? Трамповата основа на победата беше Америка да биде безбедна. Значи, safe cities. Градовите во Америка, Мишко, не се безбедни. Со секое моје одење во Америка, трет пат одам, 17-та, 23-та, еве сега и 24-та, напрема 25. 25-та ќе Јас гледав по несреќни луѓе, конзумација на субстанци секаде либерализирано, сите права на сите остварени, но граѓаниве не беа безбедни. Не можете вие во Манхетен на 3-4 чинам јануари или некаде околу прави, сега не ме држете за збор, од тој период беше, не се сеќавам, имаше едно убиство и еден обид за убиство од туркање на луѓе во сабвеот долу. Бевте сведоци во Орландо, во градот во Орландо или како се не ме фаќате за збор, Санди, некој град имаше направи терористички напад, убиени толку и толку луѓе. Не знам Добро, дали ќе тоа се беше- Нью Орлеан Окей. сега. Тоа беше- Значи, американциве не се чувствуваат безбедни. Океј, го прифаќам тоа. И тоа е легитимно Не, прашање. еве го прифаќам тоа. Ајде да ја направиме Меѓутоа- Америка повторно безбедна. Окей. И втора теза. Трамповата филозофија, уште од времето на Роналд Реган, исто го почитувам како претседател и неговите реформи, тој е застапник на таа реганизам политика. Ние не сакаме глобализација. 93-та, 4-та некаде во источните, сега не се сеќам кој град, демократските сили на Америка и голем дел од светот прогласија почеток на една нова филозофија или време, нова ера, како и да го кажам тоа, и почеток на глобализацијата. Тогашните противници источните земји, од Турција до Кина да ги редам, беа најголемите застрашувачи на тој момент дека ќе изгубат се. И на крај после 30 години, еве вие може да направите анализа, ние видовме дека западниот свет и самата Америка изгуби од тој процес на глобализација. Зошто? Бидејќи самата се задолжуваше од собствените институции. Токму тоа е таргетот или оние постулати кои Трамп ги позиционира зошто треба Америка да се затвори и да натрупа огромно количество на пари
во овој период на неговиот мандат, за понатаму тоа да го пласира низ светот. Тоа е неговата. Се трудам да ви објаснам позади пиарот и пресконференциите, тие конзервативни републикански мислители од неговиот најблизок круг и тие крупни капиталисти што имаат зад завесата. Еве ќе го прифатам ова. Сега вие нафрливте неколку тези. Добро. Safe City, безбедни градови. Добро. Да, окей. Меѓутоа, вие веројатно кога доаѓате на функција председател на најмокната држава во светот, треба да заборавите на Трамп Тауер, така дека вие веќе не сте бизнисмен. Така е. На крајот од денот, професоре, малку е како да кажам, да не биде грубо сватено, бидејќи и овде се мери, ќе одиме на Марс. Добро, да. Се седите со Маск. А го имате Рубио кој што претходно го плюкавте. Го имате Вест кој што претходно исто така го плюкавте, кој што за вас велеше дека сте најлош човек. И се вие сте обкружени со луѓе. Јас се обидувам само да ја кажам неговата филозофија уште пред да стане кандидат во првиот мандат од 2016. Океј, но видете Тоа го, ми е видите го цел. денешното обкружување на Маск. Ние немаме, ја не знам што се случува. Тој подпишува, значи веќе не е мексички, амерички залив. Зошто не го гледате ова од страна на европски граѓани? Ако сме ние кандидати. Хајде еве го гледам како европски. Ова е шанса граѓани. за Европа. Никогаш Европа нема шанса, видите, освен сега да стане силна. Океј, со истата популистичка Па метода. меѓу другото и Повторно пораката на Европа Мерц си. беше Тоа силно упатена и кон Кога веќе Трамп. американциве се занимаваат со самите себе си. Еве така е, се Не и занимаваат. со нас се занимаваат. Не, Воведуваат царини. Не говорам за Македонија, говорам за Европа сега, како Европа. Добро. Еве ќе ви воведиме царини, Добро, ќе вие сте воведе и Европа, изглеби така претпоставувам. натаму. И сега тука ќе се мериме кој е посилен. Така Европа не е слаб пазар. Па јас не би ја подценил воопшто европската Европа како и како пазар и како, ако сакате, машина која што работи. Значи ваквите политики на себе затварање или на некаква поинаква политика конзервативна, самата држава кон себе со воведување на тарифи и слично, треба да ја стави Европа во една друга позиција на размислување како да биде самата посилна. Како германската економија да почне да произведува самата за себе војска и оружје. Вие знаете дека нема армија своја. Добро, да. По договорите од Но Германија ако ги запали тие машини да почне да произведува оружје, ние многу добро знаеме. Да ги не запали. Да, после тешко дека ќе се Прашањето е зошто да не ги запали, еве. Океј, да. Okay. Но зошто да не ги вратите нуклеарните централи во Германија? Зошто да не отворите прашање сега, пак не знам кој ќе биде ставот кон украинската војна, тука е горливото прашање. Европејциве и тогашните демократски владетели во Америка од таа партијата, нивна или председател Бајден, прашање, мислам дека калкулира многу погрешно во војната во Украина според мене. Професор, бидејќи е подкаст да бидеме искрени. Искрени, еве. На крајот од денот се работи за пари. Да, не сум баш убеден дека после 3 години финансирање на една војна која вие не знаете дека не може да Кој ја добиете. финансирал војната? Ја финансира и европскиве и американците. И американците, така. Американците пред тоа се сеќавате каква беше цената на железото. Така е. Тие зашто правеа оружје? Така е, но Тие говорам не го, така, значи, говорам сега од гледиште на европска војна. И сега така, вие доаѓате и велите, слушај. Губитникот е во случајот Германија. Најголемиот губитник е Украина. И Германија број 2. Да, Германија број 2. Така е. Сега вие доаѓате и велите ќе ми даеш ти на мене 50% од твоите минерали и извори што ги имаш едно друго или готово, ќе те нема. Малку е не е етички, но бизнес оправдан. Добро, но така? малку сурово. Сурово. Сега, како Тоа да кажам да кажам. Тоа е жалосно што Да. можеби ако поинаку се размислуваше некогаш работите знаат да се вратат и како бумеранг. Така е. Затоа што таму имате изгинато поприлично баѓа луѓе. Сега вие да дојдете слушате, ти ми должиш мене 500 милиарди или не знам колку таму. Тоа е најголемата крик на жалост и можеби болка еви како човек. И на крајот од денот Трамп не победи со сите да гласаат за него акламативно. Со луѓето што ги нема. Не, луѓето што ги нема. Украинските луѓе кои веќе не се тука. И исто и руските луѓе. И на крај која е цената? Пак ќе седнеме на мировен договор. Ова ми доаѓа некако како балканскиве војни.
како Босанската војна. Многу е брутално. За колку пари станува збор? За колку милиарди? Па, видете, 500, сега се кажуваат колку различни цифри, Колку? од прилика, ако го следите европски в лидершип, некаде околу 150 милиарди двете земји од прилика, 130 еднава, 130 другава земја. Мислам, Европска унија, Америка имаат донирано таму, околу 300 милиарди до Аха. 500. За тоа се огромни суми на лицитација, тоа никој не може да го знае. Не, ги знаат тие добро. Но тие ги знаат, но Тие јавноста се точно ги спекулира знаат. со повеќе цифри. Еве, последните коментари се околу 130 има Европа повеќе, Америка има помалку. Но горе долу се И? тука. И тие парични средства се Зашто е бризгани тогаш во Европа, Америка помокне од Европа? Кога Европа дала повеќе? јас И сега доаѓа американецот и ти вели вие нема да видите во Јас НАТО. не реков дека е помоќна, туку кажувам дека европското прашање треба Европа сама да го реши. Океј. Сега е моментот на Европа да биде ајде повторно силна. Истото лого би го искористил. Да, Сега е Европа добро. кога треба да каже Аха. дај доста со политиките на и правата на ВМРО сите. тоа го користеше Така. Македонија повторно твоја. Како беше? Па Сега и овие оваа беа- наша влада беа- и менеджмент има, па и за нив ке зборим, јас ги поддржувам. Искрено, без некаков личен интерес, мислам дека добро ја водат политикава, им се наместени коцките. Зошто им се? Ајде да не шетам од тема Дека на е тема. хаос. Не, сега сакав да Не, не. говорам за Македонија, Ајде, бидејќи ова не е... Добро, Европската унија чека нов германски лидер. Сите веруваме дека ќе успее тој лидер. Ако не успее, Мислиме на Мерц. мислиме на Мерец. И мислиме и на самата влада во Европа која има одреден нов мандат, таму се можни промени, повлекување нови имиња и во тој дел. И мислам дека Европската унија ќе треба да размислува можеби самостојно. Тоа значи да се постави една трилатерала која веќе се прави, а таа е Германија, Франција, Полска. Таа трилатерала треба да ја зацврсти Европскава унија и тука си останатите земји, нормално, не ги набројав сите, но каде ќе се врти моќта на индустриализацијата. И сето тоа да биде во фокус на Западен Балкан. Сега Западен Балкан имавме често такви прашања баш и утринава дали ќе биде дел од Европа, мислејќи и на Македонија, тоа се веќе теми кои не можеме во овој момент да ги одговориме. Бидејќи не сме на масата, не сме ставени. Не знам дали е добро Македонија сега да биде ставена на масата во овакви геостратешки и мислам дека не е интерес и фактор. Па Така видите, ќе се одвива, кога не сме на политиката. столчето, тогаш ќе видите мени на масата. Но не заборавајте, Европската унија има силна Европска централна банка. Еве, тука делувам годиниве. Па и повеќе еден некада. Европската унија има силни комерцијални банки. Американската исто така. Затоа викам, не ги знаеме оправданоста ја барам за Трамповата филозофија, ја кажав претходно да не се повторувам, но од другата страна и самиот Мерц како што кажа, ние не смееме да останеме дека неговите изјави се илузии, мора да работиме самите на себе. Мерц беше поприлично и дециден, и имаше поприлично остар говор, не потпадна воопшто под сите оние закани на Трамп, што делуваше онака поприлично охрабрувачки за самата Германија, но ако сакате и за Европа. Ние можеме за ова да зборуваме со сати и со сати, ова нема крај, затоа што ние како зборуваме, не знаеме Трамп што ќе потпише со неговиот маркер, како фукас ќе потпише. Дајте ми ја Македонија во оваа приказна. Ајде да Демохристијаните така е. или ЦДУ кои што се практично партија која што е партнер на ВМРО ДПМН во смисла на тоа што се десно ориентирани или демохристијански партии. И сега ние одиме во Америка и видите го прифаќаме новото нормално. Сега се надоврзувам, се обидам да се надоврзам на ово што вие го говорите. Ја поддржувам политиката на владата. Сега Мислам, Германија- намерите на владата, јас Океј, не знам која е апсолутно. политиката. Америка и Германија во моментот се на различни страни. Добро, но и ние не сме дел од Европската унија со full membership, така. Ние сме кандидат, е. кои што може да кажеме дека помалку и на еден начин имаме, хајде сега да не ме сватат гледачиве погрешно, јас сум економист, монетарец, И наед. не и наед, замерки. Аха. Ние многу отстапки Деме, направивме. кој ве врти сега Не, или не, ние не, ќе не, си идеме не, не. кај Америка? Ние од 90-тите години, јас имам член во фамилијата, татко ми беше дел од тие процеси кога знам малече го менувавме знамето. Нашата куќа беше во безбедност. Мојот татко бил дел во европските темели. Добро. Мојот град на татко ми е ставен во тој рамковен договор и новите територијални прекројувања сега е друга етничка Добро. поставеност. Ке ме разберете кои градови. Добро.
Кичево, Тетово, Струго. Кичево и Добро. Струг. Така, и тоа го поминавме. Во интерес на Европска унија. Добро. И што уште не? Рамковен договор, војна. Променивме име. И на крај, имаме поместување, но мислам дека не може да ставите вие било кој билатерален спор на еден начин да биде кочница за некоја интеграција. Македонија најмалце заслужува да биде поддржана од европски весили. Тука Германија да сме јасни. Стои и стоеше и ќе стои. Еве и ја пренесувам на професоров Зајтел по раката, која секогаш ја дава овде, иако од позиција на советник на економскиот тим во ЦД, но во контактите со лидершипот, еве, ќе оставиме да видиме како новиот канцелар ќе се постави, но тврдам, ЦДУ е уште поголем поддржувач на Македонија. Сега, ние не сме членки. И ние имаме право да бидеме помалку огорчени, бидејќи ако се вратите и лидерите на македонската влада наназад горе, а на таа европска кауза, сите до еден. Добро. Сите до еден. И? Така да ги враќам назад кој беа, сега Не можете да го од вратите. 90-тите години до последниот премиер, овој не знам ни последниот како е, до еве, Заев и така натам, наназад, сите веруваа во тој европски пат и на крај ја завршуваа политичката кариера со некаква блокада од некаков Макрон. Со некаква приказна Бугарија. така, со некаква приказна. И ние Тоа сега- нели ве демотивира да вие како нов политичар, како политичар кој сега доаѓа на власт од некоја демохристијанска опција, мислам за актуелниот менеджмент. Добро. За нашиот, за Мицко. Да ја водите истата политика, па ќе ја завртам страната. Во која смисла? Еве ние направивме до овде. Се ве почитуваме, значи ќе играме доволно блиску до ЕУ, Па, многу блиску до Германија. Внимајте, до Германија. Бидејќи сестринската партија е вашата власт, таа која ве едуцирала со Кондер, Аденауер и така натаму. Значи таму има нераскинлива добра врска, според мене. Сега јас не сум политичар да знам и не членувам ниту во Млади сили Унија, ниту па до сега бар не членувам. Не знам за понатаму. Се шалам. Може после ова Се ќе ве шалам, повикаат. не, се шалам. После вакво фалење. Нема потреба да се не го фалам од лични интереси, него само сакам да направиме објективна анализа. Знаете, Ама, не мислам навивачка. Само дозволете ми. Сега, ако е тоа така, како јас ќе играм? Еве јас да сум политичар. Ќе бидам доволно блиску. Или еве како да им дадеме совет како не политичари, јас на вашиот подкаст, а вие преку мене на гледачите, доволно блиску до Европската унија. Значи, особено кон Германија и доволно блиску до американската администрација. Која идеја, бидејќи ние со Америка имаме стратешки договор. Трамп е сега, ама Трамп 3 години ќе поминат веднаш. Веќе една ќе му помине во шоу и уште 3 и уште 4 нека. Ме разбирате? Трамповата политика е шанса да вие се наметнете. А може ли ние да имаме една конзистентна политика во смисла на тоа што вие доаѓате, ние го прифаќаме новото нормално на Америка, ние застануваме за Америка, за резолуцијата со која што таму не се споменува руска агресија на Украина и велите ние така одлучивме, а за таа резолуција практично е донесена во собранието, значи по најмала рака треба да го прашате парламентот, па потоа да одлучите. Сега не би сакал во детали да коментирам, ќе влеземе во чиста политичка дискусија. Не сакам во чиста политичка, сакам во Јас ќе ги економска. кажам неутрално економски. Јас би играл да бидам продавачот, еве со јазикот на предприемач. На продавачот sales oriented и би бил на секој ивент. И не се согласувам со критика на јавноста кој колку пари потрошил во авионот, кој ред во која сала седа, значи треба да не има секаде. Секаде каде има настани. Бидејќи вие кога правите фирма, тоа што продава во фирмата го велиме ние, еве контролери кога учиме стратегија. Нетворкинг. Нас за сега нема само во Вашингтон, професоре. Нетворкинг. Затоа што Не, ја не гледам дека ние сме во Брисел или во Берлин. Внимавајте, нас не има во Вашингтон затоа што германската влада не е конституирана и француската исто така. Добро, имате Брисел. Сега очекувам ние сериозно да пристапиме во Берлин. Министрот за надворешниот моите очекувања. Министрот за надворешниот иде во Австралија со диаспората. Мисковскиот иде во Вашингтон.
Сега вие да не се согласувате со сите тие критики, меѓутоа Не, јас ние на крајот од денот време заслужуваме одговори да видиме Да. кој е САД една стратешки Тоа сигурно партнер, ќе на го која е нашата одговорат подршка. самите политичари, но јас што би направил Што е од аспект- економскиот бенефит наш? Економскиот бенефит наш е сериозно да се држиме до германската економија и да планираме диверзификација на ризиците германската економија додека закрепне. За сега не ја гледам економската, односно Диверзификацијата, вели? не Да. гледам Германија, можеби затоа што нема влада, меѓутоа ќе видиме како ќе се однесуваме. Како рековте, колку сме со Германија? 2,7 милиарди евра извоз. Значи имаме ние сега. сме околу 3 милиарди. Значи насака 50% од вкупниот од извоз е кон вкупниот Германија. извис е кон Германија. Замислете да не е Германија затоа што ние одиме во Вашингтон, вие велите окей, нека терат нашиве. Сега одиме во Турција, добро, денес видов дека имаат централа, не знам инвестиција колку милиарди. Јас И би одел, потоа- не, внимавајте, јас би одел секаде каде можам да Еве, добијам инвестиции. Од Турција, Еве, така можам да ние од Турција одиме во Будимпешта на заедничка владина седница. Малку ми е, чудно. па предпоставувам и вас ви е чудно, така? Не ми Или е не? чудно затоа што мислам дека некои информации што ги немаме јас и вие можеби треба и логично да ги има лидершипот. Па, ама треба да ни кажат. Слушайте, одиме во Америка, од тамо ќе ни дојде инвестиција, не знам што. Па еве и да не ни кажат, ќе ги видиме ефектите на крај и тогаш ќе упатиме критика или пофалба. Ај така да се согласиме. Еве да Окей. не ни кажат. А ако јас имам Не ме добра разбирате, позиција, ја не го критикувам, значи мене ме интересира зашто не сме со Германија кога 50% од извозот јас ние- очекувам дека ние веднаш кога канцеларот нов ќе биде конституиран да испиеме кафе. Еве јас сакам да одам и не мора со не можам сега да се сретам, но сакам да разговарам и Може да вашиот газда ќе не организира и мене еве, да со ме нашиот викнете. газда да наздравам за една нова Германија. Но внимавајте. Ние сега настапуваме од гледиште еве близината на Германија со Македонија и моите 10-годишни конекции со некакви мои пријатели, партнери кои што имаат сериозно влијание. Но реално, ако погледнеме и како германец, нема да му биде лесно и на Мерц. Внимавајте. Воопшто нема да го биде Нема лесно да на Мерц. ние не можеме да знаеме Мишко како ќе се развива германската економија во наредните години. Само може да посакуваме и да гаиме надеж. Но познавајќи ја капацитетноста на Европа и гледајќи ги сите економски политики и лидершипот кон која еуфорија се и кон која искушение поминуваат овие месец дена, јас сум убеден дека Европа никогаш нема да има оваква шанса, можеби да самата стане посилна или на другата страна да биде диверзифицирана. Сега Европа ќе го избере својот пат. Не треба да ни биде не треба на лидериве можеби да им биде темата што ќе направи Трамп. Темата треба да биде што ќе направиме ние самите. А на Македонија мислам дека треба да играме double play. Кога викам double play, не е лоша и позиционираноста кон западниот свет, кон Европската унија, од другата страна лобирањето кој предпоставувам кај диаспората која има близина со новата администрација на Трамп. Тоа како ќе го свати, очекувам засилена идна конекција со новите германски власти. Бидејќи сега е таа шансата. Еве такви ќе бидат моите економски очекувања. Исто така, моето мислење е дека треба да го диверзифицираме и портфолиото во инвестиции со вклучување на останати земји освен Германија. Да, со Германија супер силно. Ве слушам се зачитав Ако? дека Мерц само што стигнав ја видов информацијата дека оди во Париз на средба со Макрон. Значи веќе ќе бидат пренесени пораките кои што Макрон Трамп. ги донесе од Трамп, ги зема. Тој B2B состанок. Јас сакам да верувам во еден силен лидершип и верувам дека Мерц ја има најтешката улога сега да го врати духот на европејците и на еден начин да ја престрои, да ја направи можеби Европа поконзервативна, ако сакате. Професоре, имаше Стипе Месич една изрека, не е изрека, туку изјава своевремено, кога ја говориме ние, еве сега говориме Македонија, и нели апропо сите цени кои што се плаќаат и тогаш во Хрватска се водеше жестока дебата и Месич како вели кога е во прашање Европската унија. Знаете, некогаш многу е подобро да седите на столчето отколку да бидете на менито. Така е. Дали ние ќе бидеме на менито? Тоа е тешко прашање да го одговорам. Ајде, не политички, економски. Што, затоа што
Видите, ние сме прво многу мала економија. Сакам тука да успее оваа држава или оваа економија. Сите сакаме. Имате добра позиција, имате членство во НАТО, решени меѓуетнички односи и известност, стабилна влада. Со една партија која има многу доминантно мнозинство, не е како претходно, така. Таа позиција ви гарантира да и соседиве имаат проблеми. Еве и тоа не го спомнав. Значи, една од соседиве има континуирани избори, не може да најде стабилност во влада. Тоа е Бугарија. А северниот сосед горе има исто така некакви фази кои што ги поминувавме, така наречени протести млади и така натаму. И тамо треба време да се стабилизира. Башка Косово. Башка а кога е во Косово. прашање тоа? Изгора на сето тоа горе во Босна. А кога е во прашање тоа и ние сме овде. Кога тоа го имате, нашава земја треба да се наметне сега. Сега треба да се одработи. Сега. Јас да би бил политичар, економски некаков промотор, нема да спијам. Ова ќе изгледа. Да. Но тој ќе ми биде. Сега ни е шансата. Каде? Германија, United States и Кога ќе се слушнете со вашиот собственик газда? 24 март доаѓа во Скопје. Еве доаѓа на редовни состаноци, а веќе се честитавме. Можно јас да бидам еден период таму. Мислам дека Може еден бизнис модовете со него. Па би ми било чест. Ние често гостуваме, он често гостува и во националните телевизии, дневници, и мислам дека и во тие работи. Мене малку на овие теми повеќе ме интересира. Неговиот оптимизам беше 24-та кога почнуваше Германија дека ќе биде со 1,5 раст, но не успеа. Ако сака ЦДУ да биде силен повторно, мора да ја смени риториката и да биде по-екстремен. Тоа е мојот став. А нашата економија... Тоа е мојата порака кон председател. Како ќе биде нашата економија? Што мислите после сите овие турбуленции? Мојата загриженост, кога збориме еве и со татко ми често дебатираме на викенди, он е пензионер, е супер мудар човек кој тие 90-ти дал некаков влог во оваа држава. Тој ми вика многу си преоптимистичен кога ќе пиеме кафе на викенд. Јас му викам, мислам дека е реално така да го кажам тоа, не да бидам негативец. Еве и така ќе го кажам сега кај вас истиот мој став. Мојата загриженост е само кон извозните компоненти кон Сојузна Германија. Тука ќе имаме ризици. Тоа може да влијае врз економскиот раст за оваа година. А во однос исто така и кон инфлаторните притиски. Тоа сакав да прашам. Инфлацијата не ве плаши, читам и ММФ. Дека не велам дека ме плаши, но нема да биде очекуваното проектирање како што тоа го имавме некаде на ноемвриските, декемвриските проекции. Некако повторно се појавува благо, но мислам дека ќе се движиме до некои. Па видите, никој не знае што ќе се случи, видите што е со цената на струјата, на гасот после секојдневните излегување на Трамп. Еве сега гледам и со Макрон и со ова избори во Германија и берзите цело време се up and down. Така што веројатно, ја не знам ние колку пари имаме, нели враќавме евроврзница, така колку. Да, ја вративме, заложувањата се на нивото на проекцијата околу 60%. Можете како член на Советот на Народна банка, како економски по кодексот. Економијата стабилна е? Да. Стабилна е, имате стабилен денар, но она што можеби во новава остаток од годинава, еве, 25-та, веќе не е нова, влегуваме во крајот на првиот квартал, очекувам. Јас сонувам, ајде ќе го повторам едно моје кажување, на раст на оваа земја од 5 до 8%. Тоа е сон. Кога? Па во еден мандат до 1,5. За овие 4 години, мислам за сега. Не, може би татко има право, поприлично сте оптимистичен. Внимавајте, јас сонувам. Реков дека сонувам. Не сум дел од некакви активни политики. Добро, за тоа да го остварите треба сериозни, не по by the book, по книга политики во монетарна и фискална власт. Сериозни, некако може би налудличави одлуки. Амнестија на сивиот капитал кој изнесе. Дозволување на посебни повластици или поволности за индустријски зони само за IT технологија. Внесување на 2-30.000 филипинци за... Сега ви кажам контраверзни, сега да не личам како Трамп. Така да е? Така. Неговите тези се вака, чудни. Сон е на крајот. Но на крајот е сон. А кој ќе забрани да ние како економисти, еве, не сме веќе млади 40 на години, веруваме во тоа. А ако јас би бил носител на политика и имам право на одлучување, секогаш ќе имам економски
играчи кои ќе мора да работат заедно, а тоа се припадници на монетарната и на фискална власт. Не може поинаку. Еве ќе видите што ќе биде во ФЕД. ФЕД не му е на маса уште. Па добро, тоа како домино ефект веројатно ќе стигне и до Македонија. Можеби не веднаш, меѓутоа ќе стигне до Германија, преку Германија до нас. 5 до 8% раст можеме само со добри и кохезивни играчи во целта. Ма имаме ли пари ние сега? Ние се поземуваме од Унгарија. Дека немаме пари, па земавме не знам колку тамо милиарда. Не би уште рекол, една милиарда. да, тоа што се поземуваме од таа европска земја, од Унгарија не сум го исто Ама не за критикувал. да Не сум пет- го критикувал. Окей. Тоа е ефтина вбрзгување на пари, мислам дека ефектите треба да ги очекуваме. Ќе видиме. Професоре, тоа не проблемот е од каде идат парите. Значи, тамо беше повеќе дилемата, но на што темелите вие 5 до 8%? Вака, тоа е мојот сон за мандат до мандат и пол. Еве да бидат 2 мандати. Македонија во 7 години од денес може да биде 5 до 8% раст. Зборуваме ако направиме сериозни реформи. И сериозни не по книга економски, монетарни, фискални политики. Ете тоа е на што го темелам. Позиционирање на поправка на структурната лоша поставеност на економијата. Инвестиција во храна, инвестиција во енергенци. Засилено лобирање кај сите. Па небитно дали е тоа Трамп, дали е Кина, Индија или не знам кој. Или е Полска, или е Виетнам, или е Јужна Кореја. Еве, јас имам неколку средби и уште една интересна тема ќе отворам. Со мои колеги пријатели кои заедно предаваме на факултетов, нема да кажам имиња на фирми сега, кои имаат представништва на јужнокорејски огромни брендови за автомобили, Добро. XYZ. Неколку пати се дојдени високи представници од тие стопанственици од Јужна Кореја и овде пред 2-3 години, сега не знам точно и да не нападнам некој од претходните, не ми е целта, не ги примаме. Не сме интересни дали ќе имаме нуклеарна централа проект, дали ќе имаме модернизација на овие проекти ми ги објаснуваше мојот колега пријател. Еве и такви значи не мора да се отвара тема од каде ќе дојдат сега инвестиции, па ние сме плашили. Од секаде каде земјите се легитимни, Па, не црни пари да влезат, и тоа е недозволив, и од секаде каде ние можеме да имаме бенефит. Ако Може би и Зеленски така мислил. Па дојде некој Трамп и му вели да ми вратиш парите. Зеленски ќе заврши, мислам дека со мандат како председател и најдоброто решение за сите ќе биде тоа. Затоа што А Путин да остане. факт е, јас сум поддржувач на Украина, не ме разбирате погрешно. Не, Јавни не, писанија да. сум имал. Но вака како што стојат работите, јас не знам како ќе ги убедите оние кои верувале дека ќе ја вратиме територијава, а сега веќе губите сојузници. Како? Добро, го губите најголемиот сојузник. Така. Единственото нешто што може да го направите е да смените стратегијата. Да се борите на дол крок. Затоа што повторно ќе ви речем, ние не Дали знаеме. имате сила на дол крок да се Да, на дол борите? крок, како што тоа се бореше источна и западна Германија, некако така ќе биде и Украина. Источна и западна Украина. Може му Сега ќе се такмичиме во инвестиции во источна и западна Украина. Ај така да го смениме политика. Ајде да размислуваме сега што и кој ќе земе од колачот за инвестирање таму. Па треба и Македонија да добие, нели? И ние имаме дадено поддршка кон овие западни сојузници. Затоа да не бидеме преостри и критични кон надежта да се додвориме, ајде ако така сакам, да се продадеме како држава кон супер силиве. Оставете ги, да видиме. Не е проблем тоа, дали се продаваме прашањето. Сега тоа не, Дали јас Трамп не одам на слушнал, состаноците, Трамп да, зазнал? јас не сум дел од состаноците. Не сега муавет правиме сега. Јас сум поминал еве 30 на дена во неколку градови, јас го посетив Вашингтон, но нели не става слики. Јас не сум политичар, јас сум предприемач и професор. Но моите впечатоци во разговорите и со некои конгресмени, стопанственици во Њујорк, во Чикаго, во Мајами имавме средба многу пати, таму каде што бев се, дека на вистина во Америка можеме да ја искористиме новата генерација на македонска диаспора која е многу пообразована,
многу поинформирана од оној, нели, тип на диаспора што сите ја знаеме, така. Така да. Она Дали имате К15. телевизија, стварно на вистина Сега имате веќе телевизија? генерациите се милионски стопан свет. Добро, сега И интернетот, мислам дека да. само со начините на некаква форма на патриотизам, која што десницава еве може да го прави по дефолт, некако можеме и мораме да ги убедиме. Ова е доброто сценарио. Лошото сценарио е дека ние нема да успееме и со оваа гарнитура на власт и надежта кај сите ќе се изгуби и сите на еден начин ќе размислуваме да станеме административци или членки на европски земји или работници во Соединетите. Да, или да дигнеме раце. Затоа што Да не мирисува и на некоја нова Југославија. да, затоа што кога Некако еве така деновиве изгледа. одиме по гимназииве, јас особено сакам, ова е интересно да го кажем и за младиве, некако ќе направиме Аха. баш шаренило од дебатава, ќе се надам ќе се допаднеме, така од внатре не се спремавме, Па, него добро, извира да. од она што Да. е секојдневие и прашањата од вас се И супер. си даваме своји размислувања. Така е. Како видите вие, Кога ајде да поминував, сонуваме. да, ајде да сонуваме. Не, убаво е да сонуваме. Знаете, соното станува сон ако не почнете да работите. А, Кој остане само сон. Сонот е само сон ако ние не зафатиме Така. со мотикава и да одработиме нешто. И затоа таа тема ја оставам на друга дискусија. Од 7 години јас можам да верувам ако имаме не by the book реформатори. младите By the book. како размислуваат? Е, сега да се вратам на младиве. Овие 3 дена поминавме неколку градови. Охрид, Битола, Прилеп, еве утринава. Ага. Не ја продаваме филозофијата на Хајденберг, повеќе сакам да продадам филозофијата новиот германски тип на образование. И? Тоа ми е целта. Како Не реагира? велеме вие запишете се овде. Аха. Кај нас ќе се запише 35 луѓе 40, тоа не може да ги прими. Добро, Германија беше една од најомилените дестинации за нашите, нели? Верувајте ми, тоа што мене ме разочарува. Првиот впечаток, нека не ми замерат млади веве, стотици поминавме, кај нив нема некаква заинтересираност воопшто да слуша што збори некој. Прво. Сите се на телефони, Едве чекат да и завршите. енергијата која ја носат, бидејќи работам со деца 20 години со луѓе и знам да чувствувам енергија, и сега да не бидеме и езотерици, ама знам и тоа. Енергијата е многу некако не негативна, него депресивна, разочарана, Не, како да ја ќе ви кажам како како е незаинтересирана комплетно. Како да сме и кога ќе ги прашам. Дајте ми цел, имате ли цел? Ево мојата цел беше јас да бидам инспектор во управа за јавни приходи. Сонував за тоа. И? Мајка ми беше. Станавте или не? Не, ама докторира во таа и сега го водам комитетот за ревизија. Значи малку понапред. Ми се остварил сон. Сам дете дојдено од провинција. Еве, ако може без некакви политики, сакам да ги чујам и нив. Што е вашиот сон? И што е со? Да заминеме од земјава и да направиме толку пари со трансфери на биткоин, значи лесни пари. Елон Ние Маск. Мишко ги изместивме вредностите овде. Ние кои се гаиме семејни вредности и гаиме наука сме луди. А оние брзи правење на пари се идолите денес. И тука не знам, јас мислам дека ние треба да се прилагодиме вака повозрастниве кон младиве. Мораме да најдеме кај нив жар дека и овде е убаво. Иако знаеме колку е темно Видите? понекогаш. А и ова е тема која што треба многу да се разговара, меѓутоа за тоа треба дома да разговараат веројатно за да им се каже, а дома претпоставам кога ќе пуштат 200 луѓе. Затоа сакам да се се сведуваат, деполитизираме да. и можеби не треба некакви комитети и општински организации да креираат водители. За крај, две прашања. Краток одговор. Ајде. Дали имаме пари како држава? Дали можеме да бидеме безбедни? Во Имаме неговото пари одобрение? како држава, можеме да бидеме безбедни, но во вакви циклични промени, мислам дека треба да бидеме блиску до масата. Добро. Дали банките имаат пари? Секако дека Стабилни се така? да. Премногу се стабилни. Банките имаат најдобри перформанси од годините на назад. Нивните профитни маргини во оваа година се над 250 милиона. Зашто толку пари прават банките? И тоа е предмет на дискусија, затоа што е многу профитабилен бизнисот со кој што работи. Да, но некој ќе рече, чекај, вие протестирате, што протестирате пред маркети, оди пред банки протестирате, сите сте задолжени во кредити. Тоа е интересна тема што можеме да ја Да не говориме. ме сватат не. погрешно Јас секогаш сум банкари. сакал да имаме банкарство кое е ориентирано кон бизнис. Не, а банките се стабилни, факт имаат многу пари и тешко да добиеш кредит за, знаете, оди добар проект, меѓутоа и тоа е друга тема. И тоа е но- тема која што да. треба да ја поразговараме во специјален подкаст. Апсолутно. Зошто немаме развој на предприемачко банкарство? Апсолутно. И уште една прашање. Ајде. Денарот е стабилен. Секако дека да. Девалвации, мевалвации, да не зборуваме тоа. Нема никаква
основа за да се дискутира за тоа. Денарот е стабилен и банките се стабилни. Професоре, повеќе од еден час, а Кога можеме да тераме многу. Ви благодарам многу. Благодарам и честа е огромна што ме поканевте на овој супер подкаст. Само напред. Благодарам. Професор доктор Синиша Наумовски, Хајделберг, висока школа, така? Или факултет? Хајделберг факултет или тоа е една единица. Хајделберг Тако факултет. По бизнис мабети на Фактор МК, вам почитувани ви благодарам што не гледавте, благодарности до нашите пријатели Форманова, formanova.com.mk и нашите пријатели од Охрид, Трент Ангел, кои што ги имате и во Скопје. Се гледаме повторно за 7 дена, довидување.